Штипските представници од Сојузот на средношколци присуствуваа на состанокот на Комисија за заразни болести. На редовната координација од страна на представниците на комисијата им беа презентирани извештаите со детална состојба од COVID-19 во земјава и во Штип. Во ведното излагање, како да ги поколеба средношколците кои во изминатиот период најавуваат штрајкови и инсистираа на укинување на онлайн наставата. Средношколците начално се согласија со министерот за здравство Венко Филипче најавите за штрајк и евентуалниот бојкот на наставата како да го изгубија интензитетот откако министерот образложи за процесот на имплементација на одредени протоколи за кои комисијата инсистира да бидат применети етапно и согласно со епидемиолошката состојба во земјата. Објаснувајќи го процесот на воведување и попуштање на рестриктивните мерки пред очекуваниот втор бран на COVID-19, надлежните нагласија дека мора да се преземат сите мерки за превенција. Почитувајќи демократичноста на младинското делување, министерската препорака беше дека здравието е пред се и за истото треба да се грижат сите, но и дека тоа сепак е законска обврска на повозрасните и надлежните. И средношколците и Комисијата за заразни болести констатирале дека барањата на учениците од најголем дел се веќе во планот на оваа комисија за почетокот на учебната година, а тоа значи дека недоразбирањата се усогласени, велат штипските представници на средношколската младина. Она што беше пред се предмет на дискусија е периодот на имплементација на одредени протоколи, за кои комисијата инсистира да бидат етапни и согласни со епидемиолошката состојба во земјата, а со кои првично не се согласуваа средношколците. На состанокот двете страни се заложија да продолжат со интензивна комуникација, со цел добра организација и имплементација на мерките за спроведувањето на наставата во престојната учебна година.